Се работи за 22-годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра излечена состојба, меѓутоа по протоколи ќе мора да биде хоспитализиран во пластична хирургија, од кај што е испратен за лекување во Атина, во Грција. Третманот бил добар, се надевам дека утре после пладне, после 24 часовен престој, како што е по протоколи, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување. Се надеваме деновиве, подоцна очекуваме уште 4 пациенти да ни се вратат, така да тие се од Шпанија се враќаат пациентите и други пациенти очекуваме оваа недела некаде можеби уште 5-6. Информациите се од 14 часот. За жал повторно и се уште се во критична состојба, така да се надеваме дека се млади луѓе ќе поминат оваа криза. Во делот на лекувањето, во делот на сите логистички трошоци, не само во делот на упатувањето на пациентите надвор од државата и нивните семејства, туку и за враќањето, сите други трошоци се натовар на буџетот на државата, така да од тоа што го слушам и од директната комуникација со семејствата и од фидбекот кој што го добиваме од нив, они се задоволни од квалитетот на услуга што ја добиваат од нашите дипломатски конзуларни представништва, од службата за општи и заеднички работи. Знаете, една работа која што постојано истакнуваме дека луѓе кои што во моментот живеат и во тага и во шок, треба да направите се што е можно да ја намалите таа болка и нивниот фокус да биде добробитот на членот на семејството, па јас би рекол и сопственото психичко здравје во тој момент. Веројатно никој не е идеален во сето тоа што го работи, но јас би кажал дека ние како држава институционално даваме се од себе во овие тешки моменти да создадеме најдобри возможни услови за нив, земајќи ја во предвид траорноста на целата ситуација.